Моменталната состојба налага децата да останат дома, а за да не заостануваат со своите знаења, интернетот нуди безброј можности за надградување и повторување на веќе наученото. Преку дигитални алатки, наставниците и професорите се трудат онлайн да ги пренесат наставните единици на учениците. Раководителот на секторот за јавни дејности Ахмет Ќазими вели дека на просветниот кадар им се дадени инструкции за да ги употребат методите за кои се обучени, а кои се лиценцирани од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование. Тие се методи каде што се формира една група, една училница, каде што наставникот е раководител на групата, се споделуваат задачи, се споделуваат проекти, се дискутира во група за тоа како за наставните единици. Може да се организираат и квизови, да се направат и разни тестирања, мерење на знаења. Тие се методи кои се од Едмондо и Мудо. Од друга страна може да се направат и чет класови, каде што да се предава од еден предавач и да се направи дискусија во чет рум. Исто така треба да се искористи времето и да се чита што е можно повеќе, да се надградуваат знаењата, да се учат и да се освобожуваат јазици. И така сме сите изолирани во домашни услови и треба да се искористи рационално времето. Технологијата, интернетот тоа го овозможува. Ќазими вели дека е потребно да се најде системско решение за наставата, бидејќи не се знае колку ќе трае оваа состојба. Апелираме до Министерството за образование и наука, до Бирото за развој на образование, да се најде некое системско решение каде што ќе може учениците да ја следат наставата и да не заостануваат од наставните единици кои што беа планирани за ова учебна година. Од друга страна, не се одржуваат ниту воннаставните курсови по странски јазици, па и во таа насока приватните училишта се насочуваат кон интернетот, односно учење онлайн. Ова веќе, да речеме, неколку години во Македонија ние полека воведувавме дигитални алатки во наставата, но поради тоа што немаше општ интерес во сите образовни институции да се воведуваат тие алатки, имавме малку поспор процес на интегрирање, да речеме, и на родителите и на децата во користење на дигитални алатки во наставата. Јас би апелирал до сите да малку се свеснеме, да ја сватиме и околностите во кои што се наоѓаме и можностите кои што ни се нудат. Еве ние конкретно во Пегасус, значи работиме со дигитални алатки веќе подолго време. Едно е одлична алатка за да секој професор си направи своји групи кои што генерираат свој код, па ги покануваат учениците да бидат присутни во таа група. Целосно е под контрола на професорот таа група, значи интеракцијата меѓу учениците, начинот на кој што се презентираат работите и така натака. Google Classroom е исто така солидна апликација која возможува исто така да се формираат класови групи, да се поканат учениците доколку имаат Google акаунт. Zoom е одлична апликација за да може да се реализира видеоконференција со учениците. Само што потребно е чисто да се малку мотивираат и родителите и децата да ги ангажираат и да се обидат, доколку еве например децата претходно учествувале на активности како часови по англиски јазик, курсови по англиски јазик или други активности, да контактираат со училиштата, со професорите и да прашат дали постојат можности да детето продолжи со настава користејќи дигитални алатки. Сите професори кои што сакаат да ги научат дигиталните алатки, може да му се обратат на Pero Sarđevski, кој нуди бесплатна онлайн обука.